I tamu je moja rodina, daleko v Makedonija. Ja sakam tamu da zaginam, a ti ne zabravi завек. Името на Христо Узунов неразделно е поврзано со илинденското востание во Охридскиот регион и воопшто со македонското револуционерно движење во Битолскиот округ од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Христо Узунов представува синоним за саможртва за слободата на татковината Македонија, која за него стои повисоко од родената мајка. Христо Узунов потекнува од едно благородно и племенито македонско родолюбо семејство, кое што дало значаен белег во културно-просветното издигање на македонскиот народ во средината на 19-тиот век. Родот негов води потекло од Подградец. Неговиот дедо, кој што исто така го носи името Христо, бил даскал и црковен певец. Неговиот татко, Димитар Узунов, бил учител во повеќе македонски градови, во Охрид, во Струга, во Куманово, во Кукуш, во Струмица, а исто така се пројавил и во учебникарството. Додека пак Григор Прличев, познатиот македонски Хомер, всушност е негов тетин. Од друга страна, мајка му на Христо Узунов, Анастасија, води потекло од едно познато стручко семејство, тоа е семејството Чекаревци, а нејзиниот татко бил сенатор во првиот османски парламент за време на првиот уставен режим во Османската империја за време на источната криза, тоа е 77-78 година. Во едно такво племенито семејство се родил и Христо Узунов и се разбира токму тоа потекло овозможило и тој да се развие како интелектуалец и како еден голем македонски патриот. Во оваа куќа на 22 октомври 1878 година, како Божји дар, се раѓа Христо Узунов. Со зборовите "На планина знаме да развиваш, ти од робство Македонија да ослободиш", тетинот Григор Прличев го благословува својот најстар внук. По раѓањето на Христо Узунов, во семејството на Анастасија и Димитар Узунови се раѓаат уште два сина, Антон и Ангеле. Целото семејство е предадено на борбата за слободна Македонија, дури и Анастасија. Во сведоштвата на Марица Антонова стои: наведната над револвер и кама, таа се заколнува за предана служба на организацијата. Христо Узунов всушност своето детство го поминал покрај брегот на Охридското езеро и знаеме од многу споредни извори дека тој бил под големо влијание на неговиот тетин Григор Прличев, неговите јунаци, и токму тоа извршило пресудна улога врз форматирањето на неговиот поглед кон идните револуционери, кон доблеста на јунакот, на подвигот воопшто. Се разбира, не случајно и нели тоа неговото крвно сродство со Прличев и со Сердаровци, оние настани, секако битно влијаеле во формирањето на Христо Узунов како револуционер и во прифаќањето на идејата и посветеноста на идејата дека само со оружена борба, со организирано движење може македонскиот народ да се бори, да се избори за своето ослободување, дека друга солуција нема. Своето образование основно ќе го стекне во родниот крај во Охрид,
Меѓутоа, уште на многу мала возраст, на 9 годишна возраст, останува без едниот родител, останува без неговиот татко. Неговата мајка ќе се грижи понатака за Христо Узунов, за неговото воспитување. Во 1896 година, по иницијатива на Македонската револуционерна организација, а под раководство на Христо Узунов, учениците кренале бунт во Екзархиската гимназија. Даме Груев бил воодушевен од улогата на Христо Узунов во бунтот. Лично го покрстил во организацијата. За овој чин, Даме Груев на Кирил Прличев му напишал дека неговиот роднина Христо Узунов веќе бил избањат во револуционерниот котел. По завршувањето на гимназијата, Христо Узунов доаѓа во Охрид и тука станал учител. Претходно, веќе уште од 894 година во Охрид постои комитет на Македонската револуционерна организација, значи се поставени веќе основите на организацијата, а во меѓувреме дори и мајка му на Христо Узунов станала член на организацијата. Анастасија Узунова, значи е член веќе на Македонската револуционерна организација. Првото, можеме да кажеме сериозно истапување на Христо Узунов, можеме да го забележиме во 1898 година, во август месец, кога во Охрид посериозно почнала да функционира српската пропаганда и во таа смисла организацијата организирала атентат на Димитар Грданов. На овој потек, во август 1898 година, Христо Узунов бил задолжен да организира и спроведе ликвидација на Димитар Грдан, кој почнал да работи за српската кауза, а не за Македонија и македонските интереси. Пораката е испратена за секој кој ќе работи против Македонија, без разлика дали е од угледна фамилија или не. Интересен е фактот дека за извршувањето на атентатот била влечена ждрепка помеѓу Кирил Прличев, Методи Патчев и Христо Узунов. Улогата се паднала, задачата да ја изврши Методи Патчев, меѓутоа по убиството на Димитар Граданов е приведен и е затворен и Христо Узунов. Истрагата трае 9 месеци и Христо Узунов заедно со Методија Патчев се осудени на казна затвор. Казната ја одлежуваат во Битолскиот затвор. По излегувањето од затвор, Христо Узунов се враќа во Охрид. Во 1899 година бил назначен за учител по турски јазик во Охридската протогимназија. Поради несогласувањата со тогашниот екзарски митрополит, тој бил разрешен од должноста. Во 1900 година Христо Узунов бил избран за член на Охридскиот околиски комитет, пошто целосно и се предава на револуционерната дејност. Тоа е време кога македонското револуционерно движење фатило длабоки корени и забрзано ги гради своите вооружени сили. Во тој контекст, на 7 јули Иванден 1901 година, во манастирот Света Петка, кај село Велгошти, била промовирана првата чета на организацијата во Охридскиот регион. Во оваа соба на 7 јули Иванден 1901 година со благослов од игуменот Атанас Темјанов била формирана првата организацијска чета во Охридско. На чинот на воскреснувањето на Самуиловата војска, како што се беше изразил игуменот, освен Христо Узунов, присуствувала и неговата мајка, како и мајките на останатите четници. На овој чин, тие ја положиле следнава кумитска заклетва. Во името на Таткото, и Синот, и Светиот Дух, и во името на Свети Климент и Света Петка, се заколнуваме дека ќе им служиме верно и честно на принципите на ВМРО, на Охридското револуционерно началство. Ако отстапиме од тие принципи, да бидеме казнети
со смрт. Четата всушност е израз, материјален израз на она што значи ослободителна идеја. За обичниот човек, идеите од типот автономија на Македонија, права и борба, меѓународен фактор се апстрактна категорија, меѓутоа секој обичен човек кој ќе види дека во својот регион има вооружени луѓе кои што се негови познаници од околното село и така натаму, тие многу побрзо ја воспримат ослободителната идеја и многу по-отворено приоѓаат на револуционерната организација. Во редовите на револуционерна организација влегува личности со голема посветеност. Личности од ситуирани македонски семејства. Имаме едно од тие личности е Христо Узунов. Меѓутоа имаме и други кои што се од семејства на трговци, па дури и на банкари. Тие кои што исто така ја прифаќаат и ослободителната идеја и се посветуваат на оружената ослободителна борба на македонскиот народ. Со доаѓањето на Никола Петров Русински, кој што е еден извонреден организатор, не само војвода, туку тој е инструктор на четите под негово раководство, и тоа е време кога по селата почнуваат да функционираат револуционерните судови. И токму Христо Узунов е тој кој што воспоставува строго, правично и праведно судење. Така да одлуките на што се донесува во организацијата беа вистински онај правниот поредок што се случуваше на просторот на овој реон. Сега за илустрација може да кажеме дека колку и каква била праведноста и правичноста во пресудувањето, има сведоштво или документација дека дури и муслимани предпочитале за одредени спорови да ги суди Христо Узунов, да се суда, значи во организација отколку кај судовите на сопствената држава. Христо Узунов честопати крстарел по Охридскиот крај, Охридско-Струшкиот регион, заедно со Никола Петров Русински, и во таа смисла станал сомнителен пред османските власти. Во тој период бил една од најбараните личности од османлиските власти во Охридскиот крај. Бил веќе тие имале наслушнато, османлите имале наслушнато за неговото име како водач на македонското движење и ќе добие 5-годишна затворска казна. Не плачи, мила моја мајко, не рони сози крвави, ако Христос Узунов падна на врагот жив се не даде. Христо Узунов не очајувал додека бил во затвор, туку напротив, и од таму настојувал да ги охрабрува другите во интерес на ослободувањето на Македонија. Во таа смисла, во писмото до неговата мајка Анастасија, Узунов пишува: Мила ми мајко, јас сум првиот твој син и долг ми е да бидам околу тебе за да не чувствуваш потреба од ништо. За твојата безпределна љубов, за илјадниците неволји и страданија, за безбројните бесони и мачителни ноќи поминати некогаш над леглото на твојот мал, слабичок Дуле. Јас должам најголеми грижи и неизмерна синовна љубов. Но можам ли кога ги чувствувам болките на нашата измачена татковина, да не се оддадам на љубов на најверен син на незиното свето дело? Маките на татковината се поголеми од сите страдања на секоја наша мајка. И јас, без ни најмалку да те навредам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе која си ме родила. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш ни да плаче за мене. Најдоволен ќе се чувствувам ако ти со своето држење бидеш пример за сите други мајки и сопруги. Физичкото отсуство на Христо Узунов од Охридско веднаш се почувствувало на организацијски план.
Додека Христо Узунов ја издржува својата втора затворска казна, Централниот комитет на тајната македонско-одринска револуционерна организација во јануари 1903 година донел одлука за востание. За оваа одлука Узунов дознал во битолскиот затвор. Во врска со тоа прашање, во затворот разговарал со Георги Пешков и се изјаснил против одлуката. Во меѓувреме, под притисок на Русија и Австро-Унгарија, султанот Абдул Хамид II во почетокот на 1903 година ги прогласил така наречените февруарски падарски реформи. Биле замислени како средство за превенирање на предстојното востание во Македонија. Во тој контекст, меѓу другото, била прогласена општа амнестија за политичките затвореници. Како резултат на оваа мерка, во март 1903 година, Христо Узунов повторно се нашол на слобода. По излегувањето од затвор, Христо Узунов оди во Струга да се види со мајка му Анастасија, за веднаш потоа да замине во илегала. Од тогаш практично започнува комплетното оддавање на Христо Узунов на револуционерната активност. Во екот на подготовките за успешно изведување на востанието, Битолскиот окружен комитет свикал конгрес на кој што требало да се утврди планот и комплетно целата да се изведат сите подготовки за изведување на востанието во Битолскиот округ и како резултат на тоа е свикан Смилевскиот конгрес кој што се одржал од 2 до 7 мај 1903 година. Конгресот, без да утврди точен датум, донел одлука за востание во Битолскиот револуционерен округ. Избрал главен штаб како највисок раководен орган на востанието. Усвоил востанички дисциплински устав и именувал раководни началства. На Смилевскиот конгрес, кога се донесе одлуката за востанието во овој округ, тој од оние представници кој е најдоследен во застапувањето дека е прерано да се почне востание, дека народот, дури во регионот, односно револуционерниот реон што тој го контролираше, дека народот не беше ниту доволно вооружен, ниту подготвен. Меѓутоа, согласно дисциплината и одговорноста кон дадената клетва и почитувањето на хиерархијата во организацијата, тие се апсолутно го поддржале решението и по завршувањето на конгресот се оддале на изведување на масовни подготовки за успешно изведување на востанието во нивниот регион. За успешно изведување на востанието во Охридско, Христо Узунов подготвил детален план со 14 точки, со конкретни активности за четите во секој подрегион. Планот представува смислена тактика за востаничките активности во целиот Охридско-Струшки регион. Планот допушта поголеми востанички действија само во одредени стратегиски пунктови, како Дебарца и Ортакол, додека другите активности се насочени кон прекинување на комуникацијските врски и парализирање на движењето на османлиските војски.
За време на подготовките и во текот на востанието, Христо Узунов се движел со така наречената началничка чета. Кај местноста Игралиште, кај Куратички рид, во присуство на 600 востаници, било осветено знамето на Охридскиот регион. Тогаш Христо Узунов пред насобраните одржал патриотски говор за целите на востанието. Востанието во Охридскиот регион започнало истовремено со востаничките акции во целиот битолски револуционерен округ, вечерта на 2 спроти 3 август 1903 година. Големите сили им дадоа на османлиската држава одврзани раце да се справи со востанието и таа примени најжестоки средства со невидено, да речеме, жестокост, дури девијаштво, така да се каже. Многу од населените места беа уништувани. Еве конкретно пример, Цер беше запален, опожарен, значи целосно изгорен. Многу од населението ограбувано, уништувано и така натаму. Еден дел мораше да бега. И во такви околности не само што самото население знаеше пред непријател, пред опасноста да се повлекува во побезбедните условно планински региони, туку исто така однапред беа организирани или проектирани одредени локации кои што требаше да представуваат збегови, каде што беа превземени одредени мерки за да може тука населението да престојува едно подолго време, да биде не само заштитено, туку и обезбедено во тие райони. Дури имаше здравствена заштита, храна и други работи. Меѓутоа, токму тие збеговите беа, така речеме, предметот на удар таму каде што беа насочени действувањето на османлиските војски и најголеми жртви често пати во цивилното население доживеа токму во борбите за уништувањето на збеговите. Во Охридскиот регион се формира еден голем збег, што значи населението од изгорените и запалените села се повлекло во областа Рашенец, каде што цивилното население практично треба да биде заштитувано од четите. Таквата појава, создавањето на збегови, кои имаме на повеќе места во Битолскиот вилот, всушност представува сериозен проблем за вооружените сили на организацијата, бидејќи тие, наместо да се спротивставуваат на османските војски, сега се доведени во ситуација да го бранат неспособното неборечко население, каде што престојуваат жени, деца, старци. Ете во еден таков контекст најголемата трагедија, можеме да кажеме, таму се одиграла на 30 и 31 август 1903 година, каде што настрадале поголем дел од бегалците од охридските села, од цивилното население, некаде се споменува бројка од околу приближно 200 луѓе кои што станале жртва на таквиот масовен колеж. Околу 10.000 османлиска војска ќе ја нападне таа територија, ќе биде ставено во обрач тоа невино население и четите исто така, дел од четите кои што го штителе населението ќе бидат внатре во тој обрач. Четата на Узунов заедно со уште една чета се наоѓале надвор од обрачот и тие ќе бидат спречени поради тоа да помогнат на останатите чети внатре. Тука ќе загине братот на Христо Узунов, Андон Узунов. Следниот ден, по завршувањето на битката, Христо Узунов се појавил на местото на трагедијата, каде гледката била ужасна. Последиците од востанието во Охридско биле катастрофални. Според мемуарот на внатрешната организација, во Охридско биле изгорени 2064 куќи, при што без покрив над главата останале 13.144 жители. 419 луѓе биле убиени, а 362 жени и моми биле силувани.
За разлика од многумина војводи и раководители, кои во овие критични моменти одлучиле да побегнат од територијата на Македонија, Христо Узунов храбро останал на теренот со цел да ги санира последиците и да му помогне на повреденото население. Носејќи моралната одговорност врз себе и движејќи се помеѓу сопствениот народ, во една прилика тој изјавил: Браќа, сонце сакавме, а ни искра не добивме. И ние, како и другите, сакавме при слобода да живееме. А ете, со крв и оган се наполни нашата земја. И за се, јас сум виновен. Затоа ви се предавам. Што сакате правете со мене. Предајте ме. Убите ме. Тоа покажува каков карактер бил, колку бил храбар и каква идеја има. Христо Узунов не побегнал. Христо Узунов останал, продолжил да делува и во тие тешки моменти и да постепено стане еден важен фактор во западниот или југозападниот дел на Македонија и во Битолскиот вилајет. Крајот на 903 и почетокот на 904, откако извршена демобилизација на силите, Христо Узунов еден извесен период се вратил во Охрид, преоблечен како свештеник, каде што успеал да сокрие еден дел од архивата, значи повел сметка за она што се архивски материјали на организацијата создавани дотогаш. Во наредната 905 година Христо Узунов повторно е тука во својот регион и тоа е време кога повторно покрај активноста на српските чети тука се чувствува и влијанието веќе на луѓе кои што се поддржувани од поединци. Во случајот станува збор конкретно за Никола Наумов Алабакот, учесник во Илинденското востание, еден од водачите во Крушево, кој што по Илинденското востание застанал на страната на Борис Сарафов, почнува да действува како фракционер и во таа смисла тој во почетокот се утврдил во Велешко, но подосна почнал да го проширува своето влијание кон Крушевскиот, Демеркисарскиот регион и тоа е причина за разни недоразбирања и судири помеѓу повеќе војводи во овој регион. Ете во тој контекст и во контекст на расчистување на овие недоразбирања во втората декада од април, Христо Узунов заедно со Ванчо Стрбакот се нашле во Крушево. Тука престојувале за да изгладат и да надминат повеќе недоразбирања. На 22 април го напушта Крушево, му се приклучуваат уште двајца револуционери во меѓувреме. Неговата чета брои вкупно 13 револуционери кои што се упатуваат кон селото Цер. Ова со статуците од куќата, во која 12-мина комити, начело со Христо Узунов, ќе ја направат светата жртва за својата татковина, положувајќи ги животите на македонскиот олтар. Прашањето на кое се обидуваме да најдеме одговор е кој го предаде Христо Узунов и неговата чета.
сите странци, сите странски конзули во Битола знаеа за Узунов, знае за неговото делување, а зошто знае? Затоа што луѓето го спомнува. По заминувањето на Узунов со Ванчо Србакот од Пустарека за Цер, факт е дека Алабакот знаел, дознал за движењето на османските војски во овој регион и тој се нашол во близина на селото. Зашто е бил известен од селаните за движењето на османските војски и согласно постојните правила и прописи во организацијата и се разбира до тогашната традиција, тој бил должен да го извести. Или во најмала рака, веќе откако станал судирал во Цер, требало да притекне на помош. Меѓутоа, тој не го сторил ниту едното, ниту другото, туку наспротив, само на неколку километри од спротива, го следел судирот без да преземе никакви действија. Алабакот е тој што не дал кашилок табелеше. Од овие се тепат, тој седи, си пијат цигари. И дошле комитиве, до Породин го викаме местото, порачале ручек да дат Церани. Ова село е комицко. Комите имат, земјава е натопиле крв. И собрале ручек, си ојшле, си однесле, ручале и сега за лежење. За лежење место. Ами за лежење кај Аврама, некој Аврам че го викале. Тамо кажете вечера и тука ќе лежиме. Тоа е долното мало и близу е реката и Свети Спас има црква. Лежале кај Аврама, им дале вечера се и си лежале, седеле. На Ванча Србаков му дошла лоша дремка, дремка на зло. И му рекол на Узунов, војводо, мене ме надоли лоша дремка, ова дремка не е нарно. Рекол, оди Ванчо во рекана кај црквана, изми се образ, ќе поминет. Ојшел Ванчо тамо и тога отвориле огон турците. Према Ванча. Не се измил. Се вратил назад, им кажал. Дремката моја заврши, вака е работата. Сме срдисани ние. И рано наутро тие веќе ја согледале состојбата дека се обколени, се обиделе да размислат и да најдат начини согласно до тогашното искуство на војување на четите на македонска организација, вообичаено се бара начин да се напушти селото за да не настрада селото. Меѓутоа, бидејќи забележиле дека целосно се обколени нема излегување, тие тогаш одлучиле да побарат најдобри стратешки позиции во селото, барем да се спротистават. Во екот на едно такво раздвижување на крајот на краиштата одбрале една потврста куќа во која што се сместиле поголем дел од четниците заедно со Христо Узунов. Влегла зунојца, спиројца, ја трбава. Браќа, шо барате, шо мака ви најде? Мака голема ни најде, ја велат. Ако се может, вели, спас да ви дајме. Ќе ви да руо како јашо су вака забрадена коробинка, вдовица оте била. Можа да ви спаса, еден да не загинете. Узунов вели, добро мајче, добар предлог имаш, ама
Ние излеговме за народ. Да не гинет народот. Ако ние се спасиме, ќе изгинет народот, ќе изгинет и селото запалено. А народот го собрале кај црква на Иматограѓе. Старо, младо, мало, големо таму. Не можете, реком. Ако сакат помладиве, тие едногласно. Кај ќе падне твојта гла, тука и нашата. Не сакаме ни. Еј, така некај. Се сложиле. Се слагате, се слагаме. Секој куршум да си чувате за себе. Ние одовде живи не излагаме. Узунови им рекол. И седат, чутат, а Ванчо Србако рекол, ја сега ќе бегавам во Корчица, го викаме подолу. Војводата Ванчо Србакот со еден четник се обидел да го пробие османскиот обрач, надевајќи се дека ако избијат однадвор, ќе мобилизираат организацијската милиција од соседните села и ќе дојдат ќе извршат напад однадвор. Било времето маглио. Како што бегал Ванчо, така се кревала маглата. И тие го виделе. И тука е утепан, горе, во крастава. Исто така значајно да се напомене за неговата архива со цел да се сочува и да се предаде на комитетите на тајната организација. Тој во моментите додека се наоѓал опколен во селото Цер, успева да ја предаде својата архива на 3 жени кои што лично не ги познавал. Нашле во Сенца Китеска и Наумица. И им дал архивата, им ја дал иними. Ова ви го дава, ама овде го дава на тој го бара, Узунов рекол. Вие да го знаете, други никој, да го скриете. И го скриле тие. Во еден момент, Кичевскиот кајмакам ги испратил селскиот кмет и попот да им предложат на опколените да се предадат. Во меѓувреме, контактирајќи со селаните, иако им било предложено на неколку пати од османска страна да се предадат, тие го одбиле тоа, па на крајот дури иронично возвратиле со еден поздрав. Да, ќе се предадеме, меѓутоа кој ќе настапи ноќта, бидејќи вака ни е трап. Сушност, на османските војски им станало многу јасно дека согласно традицијата на војување со комитските чети, тие чека да дојде ноќта и во текот на ноќта да извршат пробив низ селото Сјуриш. Затоа веднаш настапат со еден многу жесток напад. Отвориле огон тие. Тие биле појаки со огон, а овие што велеше знојца, мајче некој куршум на крсклањ. Започнала жестока борба. Сите обиди на војската да се пробие и да ја запали куќата биле залудни. Комитите продолжувале со силен отпор и со прецизна стрелба ги оневозможувале нападите. Тогаш била издадена наредба со топовски гранати да се нападне куќата. Кога им привршила муницијата, Христо Узунов седнал и го напишал пред смртното писмо, за да го овековечи чинот на македонската саможртва за слободна Македонија. И при тоа на крајот го пишува и своето пресмртно писмо, кое што е навистина еден многу трогателен чин, но и израз на една висока свест и доблест во момент на драма и на очеј. Не би рекол дека имал очеј со оглед на она што го строчил и што го напишал во писмото. Браќа, допуштам да сме предадени, но верувам и дека тоа е случајно. Мојата архива е распрсната низ целото село и ме доверив на 3 жени кои не ги познавам. Спроти карпата каде што сме сега, го остави во една дупка над зидот моето кесе, со 4 пол Наполеони, 1 лира и околу 40 гроша. Тоа се охридски пари. Мој последен совет до сите другари е да бидат искрени кон делото, сите оние кои што му служат, зашто само искреноста и чистосрдечноста издигнале внатрешната организација. И пак тие ќе ја спасат од анормалноста во која е поставена од недобросовесни наши другари.
Нашата идеја ќе биде постигната. Ете зошто ќе умрам спокоен, со чиста совест пред законите на нашата света организација. Набрзо потоа настапила вистинска драма. Огнот се повеќе ја опфаќал куќата. Амуниција имало само за последниот чин. Узунов ги построил комитите, а тој застанал сред нив. Жив се не даде. За Македонија. Неговата смрт ќе има голем одек. Не само во Македонија, туку помеѓу странците. Мошно и интересно е еден разговор помеѓу Еторе Лоди, кој што бил италијански жандармериски офицер во Македонија за време на миршетските реформи, и Науме Томалески, за храброста на македонските борци. Еторе Лоди дознал за смртта, но Узунов посетил Цер и вика бев импресиониран од начинот на кој што загинале и Узунов и младите комити. Загина похрабро од Христовите маченици. Во Цер видов страшна слика што никогаш нема да ја заборавам. Телата на 11 млади јунаци, сите со отворени рани во градите и во челата. Се самубија за да не паднат живи во рацете на непријателот. Ми го покажаа војводата. Лежеше прострен на подот со расширени раце, а погледот на неговите мртви отворени очи гледаше горе, во бескрајот. Од челото уште течеше крв. Ете, тоа е што не можам да го заборавам. Во тој момент ја видов Македонија маченица, велика, непобедлива. Меѓутоа дознал и уште нешто. Ја дознал почита која што османлискиот кајмакам и некои османлиски офицери ја покажале кон загинатите комити. Едноставно и тие биле стаписани и импресионирани како се гине за нивната татковина, за нивната Македонија. Им рекле на селаниве, извајте ја од куќана. Наредете ја овде, во двору. И наредиле во двор на еден по еден. Мажи, како јунци, велеше баба Спиројца со бради, да гледаш и да плачеш. И наредиле тука, и им рекол сега, овие се мажи, овие се борци, не се излезени за крадење, ни за лажење, ни за тепање. Си барат свој народ, своја држава си барат. Турчин им признал дека се борат за нешто. Земете сега, Плотун се велит, фрлете, овие се јуначки загинати. Даме Груев, човекот кој го покрстил Христо Узунов во револуционерната организација. Во 1906 година ја посетил мајка му на Христо и искажал длабока почит кон нејзиниот син со зборовите: Христо загина за нашата Македонија, мајче. И јас ќе бидам вистински среќен ако свршам како него, ако го жртвувам својот живот за слободата на Македонија. Смртта е последна кога нема слобода. Нека бидат убедени дека делото ќе победи. Македонија ќе роди нови борци, а ние ќе живееме во спомените ваши.